Со пресекување црвена лента, градоначалникот на Тетово го пушти во употреба делот од булеварот Благоја Тоска, кој со децении чекаше пробивање, а при тоа се заблагодари на општинската администрација за вложениот труд. Денеска имаме чест да го промовираме ова главна и многу важна артерија на патната инфраструктура на Тетово, со што ние ќе олесниме комуникацијата, движењето на нашите граѓани. Ова е само дел од проектите кои и во следните денови ќе бидат промовирани, кои се во тек, со кои се надеваме дека Тетово ќе биде подобар град за живење за сите нас. Се надеваме дека со инвестициите во патната инфраструктура, во подземната инфраструктура, во почист град, во подобар град за живење за сите нас, дека ќе придонесеме Тетово да биде градот во кој ќе сакаме да живееме. Во овој дел, значи со целосниот ангажман на општинската администрација, ние конечно успеавме да го реализираме овој пат, затоа им благодарам на сите кои беа вклучени во делот на реализацијата на овој пат и се надеваме дека и понатаму ќе успееме да реализираме вакви проекти во интерес на сите граѓани на Тетово и сигурно и на тие што ќе доаѓат во Тетово. Пред 20 дена на социјалните мрежи првиот вице-премиер објави дека го посетил овој булевар за кој напиша дека е проект на владата. Според Касами, тие се обидуваат да ја преземат нивната заслуга. За жал, тие се така научени, само се обидуваат да ги превземат туѓите работи, туѓите резултати. Тој е добредојден како и сите други да доаѓа да ги користи овие патишта кои ние и овој булевар и другите кои ние ќе ги градиме за нашите граѓани, но и за сите тие кои сакаат да доаѓат во Тетово и да не посетат и да уживаат во тоа што ние го создаваме како нова инвестиција. Првиот чекор за продолжување на булеварот започна пред 5 години, кога претходната локална власт ги урна првите бараки кои се наоѓаа на овој потек, а во 2021 година асфалтираше мал дел од патот, додека сегашната власт ја заврши првата од вкупно 3 предвидени фази на проектот, за која се добиени средства од ТАФ програмата. Допрва треба да се реализираат уште 2: продолжување до крстосницата со улицата Киро Ристоски Дрнц и до булеварот Илинденска. Со пробивањето на булеварот Благоја Тоска треба да се растовари сообраќајот во градот, кој во последниве години е се погуст.